Здраво Македонија! Време е за 8 мартовското издание на Листа за 300 пред се или на самиот почеток да им го честитам празникот на сите жени. А и секако во продолжение се надевам дека темите кои што ќе ги фатиме ќе бидат поврзани баш со овој ден. Останува да видиме. Како и да е, започнуваме со запознавање на тековните надпреварувачи, се извинувам, а секако прво ги запознаваме или ги повикуваме да дојдат оние кои што се победници од минатото издание на нашиот квиз. А тоа се Ѓоко и Никола. Повелете! Како тргнат, како да треба да ве запознаеме, па после ми текна дека уствари ве знаеме многу добро, мене сте ми преку глава веќе, сите пари ми се кај вас. Што ќе правам, па знаете ли дека имам 2 мали деца? Како да ги се вака без пари? Браво, Никола и Ѓоко, на моје огромно задоволство, повторно сте дел од Листа за 300. Денеска имате нов надпреварувачки пар, противнички пар, кој што ќе треба да го елиминирате, доколку сакате повторно да се надпреварувате за парична награда. Дали сте подготвени? Да. До сега имате 100% учитнок, тоа го кажав и минатиот пат, ако не се лажам, ова е или единствен или уште еднаш максимум да си има случајно во 2 емисии, максимални во 2-3, така натаму максималната сума да освојуваат нашите надпреварувачи. Па браво! Ајде видиме се. Ќе пробаме сите рекорди да ги срушиме. Супер! Не знам дали ми се свија муабетов мене, или не, тоа значи помалце пари. За мене. Не, за мене туку за телевизија Сител, па нека му мислат они. Така ли? Така е. Ѓоко и Никола, да не ви одзимам повеќе внимание, да не ве дефокусирам од она за што сте дојдени, да не сакате само да поздравите некого, да додадете нешто. Па, семејството го поздравиме, пријателите, колегите и гледачите на И сите што не гледаат. Супер, еве голем поздрав и од мене до сите нив. Па добро, тога знаете која е вашата кабина, нема што да ве праќам. Повелете. Домаќини. А знаете, за да продолжиме понатаму со Листа за 300, мора да ги запознаеме и тековните предизвикувачи, односно опонентите, противниците на Ѓоко и Никола. На моje огромно задоволство, или како што доликува за денешниот ден, 2 дами ќе бидат противнички или се во улога на предизвикувачки, а тоа се Весна и Валентина. Повелете! Добар ден. Добар ден. Добре ни дојдовте. Добро. Како сте, дами? Одлично. Пред се среќен празник, за многу години нека ви е. И нели да се надеваме дека што побрзо ќе се осварат сите оние прави побарувања кои што ги имаат жените во модерниот свет. Си ги имаме правото. Си ги имате право. Да. Така, супер, баш ми е драго. Да не сакате да додадете нешто? Па ништо, сега им го честитаме празникот, иако според мене празник за жената е секој ден. Така, се сложувам со тебе. Малку феминистички, ама Не, така е. не, воопшто феминистички, реално е така. Јас истото го споминам, ама истото го кажувам, но сепак не идувам од некои мои другарки, ќе кажам пријателки, кои што потоа ми се љутат ако не го честитам денешниот ден, ако заборавам. Дека па знаеш, па нели викам секој ден е сега денот. Е па добро, ама сега пак после и викам ајде Марче, честитај. И плюс прави секој ден да биде денот на жената. На оние барем дами што се ги сакаш околу тебе, нели? Така. Ајде на кратко да ги потсетиме, бевте дел од Листа за 300. Веќе мислам дека гледачите добро ве познаваат, но чисто ајде да го освежиме сеќавањето, меморијата. Ке почнеме, Оле. Теја повели. Па, јас сум Весна Блажевска, социјален работник по професија, работам во јавна детска градинка, една од најубавите струки и професии. Во која градинка се, ако смеам да Во прашам? Кисела вода, во Весели цветови. Весели цветови, порано мојата се викаше Весели цветови, ама сега гледам ги смениле во аеродром, таму се Срничка, Да, така претходно биле и се поделиле. Да, со иначе децентрализацијата, да. Тоа е супер. Едно од најубавите благородни работи, ја што викам, ама и напорна, тешка и одговорна. Жена ми е работистата и она е воспитувач. Само во приватна градинка, како и да е, проблемите се исти. Децата се тие. Да, но кога ќе влезете во група, воопшто и кога ќе слушнете некоја анекдотска белешка, се за заборав. Да, точно така. да. Мене ми рекоа, шетам со жена ми е вака низ парк, да речеме, ќе излеземе и кога дотрчуваат дечиња, кога гледам колку ја сакаат, уствари ја почитуваат, е стварно убаво. Да. Горд сум на неа во тие моменти. Тоа е Валентина? Јас сум Валентина Цветковска, 30 години бев оделенски наставник, од кои што 25 во Општинско основно училиште Круме Кепески, а сега сум општинска администрација во општина Кисела вода. Супер, баш ме мило, кога сме ке Круме Кепески, и тоа школа има посебно место во моето срце. Не учев таму, ама тренирав кунг-фу таму долги години одев во спортската сала.
сала баш во Круме Кепески. Јасно сам преубави спомени, ги поздравувам воедно сите поранешни и сегашни И колеги. многу ми се допаѓа локацијата, дека одме до кино овакво кисела вода, така. Цели самата локација место положба исто многу ми се допаѓа. Така, преубаво. Училиштето супер. Ја користам приликата да го честитам празникот на сите дами и да им посакам да имаат сила да бидат се уште подкрепа на светот. Така е, ти благодарам за убавите зборови, а сега, Весна и Валентина, дали сте подготвени да му држите една лекција на мажино намо? Ке видиме, останува да видиме. Да се видиме. Со среќа немојте да им попуштате никако, само тоа ќе го побарам од вас. Ако нешто не е јасно, да ме прашате, ако нешто не се слушаме, не сме се дослушале, да ме прашате исто така. Договорено? Во ред. Само тоа од вас го барам. Со среќа во продолжение, почнувате како предизвикувачки, да видиме до каде ќе стигнете. Повелете. Благодариме. Ѓока и Никола, односно Валентина и Весна се во нивните надпреварувачки кабини. Сега, драги гледачи, да ги провериме истите дали функционираат како што треба, за да си продолжиме понатаму со листа за 300 без никакви проблеми. За таа цел ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на домакините, а Весна и Валентина, дали се слушаме? Да, одлично. Одле, баш ми е мило. Кажавме што имавме да кажеме, нема повеќе да ви одзимам од вниманието. Со среќа во продолжение ќе исклучиме сега вашата кабина, за да провериме кабината на домакините. Ѓоко и Никола, дали се слушаме? Да. Одлично. Што ми ги земавте парите? Вози, со среќа во продолжение, да видиме и денеска дали ќе направиме уште еден 100% учинок, баш ме интересира. Драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на нашите надпреварувачки кабини, што значи може да започнеме со денешното издание на листа за 300. Како и секогаш, така и денеска си започнуваме со првата лицитација. Темата за истата гласи: женски имиња на буквите Г или Д. Бараме женски имиња кои почнуваат со буквите Г или Д и кои ги има во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија без разлика дали се македонски, албански, ромски, турски, српски и така натаму. За да бидат признати во именикот на Државниот завод треба името да го имаат најмалку 5 наши сограѓани. Ѓоки Никола, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Весна и Валентина, дали не е јасна темата? Да. Супер. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање започнуваат тековните предизвикувачи. Таа улога денеска им припадна на Весна и на Валентина. Ке ве замолам да исклучиме кабината на домакините, а дами, кога ќе имаме понуда, споделете со нас. 5, Започнуваме со 5, 10, 10, 12, 12, 13, 13, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, едно повеќе 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30, 31, 31, 32, 32, 33, 33, 34, 34, 35, 35 и со ова знам дека 30 пати сум се завртал наваму натаму. Почнавме со 5, 36, 36. нека одговара. Те одговараат? Ајде да видиме Весна и Валентина дали е правилна ова одлука. Ѓоко и Никола, бараме женски имиња на буквите Г или Д. Секако кој ги има нели во Државниот завод за статистика на Македонија, без разлика дали се македонски, албански, турски, ромски, српски и така натаму. И како што си знаете, како што ви е добро познато, најмалце 5 наши сограѓани треба да го имаат името за да биде заведено во Државниот завод. Кога ќе бидете подготвени? Дафина. Започнете. Дафина. Дафина или Дафина, не знам како е правилно. Да. Не знам, ќути, не предпоставувај. Дафинка. Да. Како е правилно? Дафинка.
И Дафина, и Дафинка. Дафина се Дафинка, така. Така е, точен одговор. Даринка. Даринка. Даринка, така е. Даниела. Даниела. Така е. Даниела. Не. Зашто не бе? Валјда има 5. Не се зезам, ја за друго провоцирам. Стварно не знам да не ви направам белја нека. Диана. Диана. Дијана. Поздрав еве до Дијана, колешката на жена ми. Не знам многу Дијани. Искористам прилика. Точен одговор. Добрила. Добрила. Така е. Даница. Даница. Така е. Доста. Доста. Така е. Данче. Данче. Така е. Драгана. Драгана. Така е. Драгица. Драгица. Точен одговор. Душанка. Душанка. Така е. Душица. Душица. Така е. Душка. Душка. Точен одговор. Данка. Данка. Точно. Деница. Деница. Деница, точен одговор. Гордана. Гордана. Така е, точен одговор. Габриела. Габриела. Така е. Габи. Габи. Така е. Гордица. Како извини? Гордица. Гордица. Така е. Горде. Горде. Точно. Глорија. Глорија. Така е. Грозданка. Грозданка. Точен одговор. Галена. Галена. Така е. Диана. Без Ј. Диана. Без Ј. Диана. Така е. Дејана. 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 Така е. Галина. Галина.
И Галина е точен одговор. Далиборка. Далиборка. Точен одговор. Душка. Душка. Не знам дали ја кажам, дали ќе знаеш. Ја кажа не Душка. Душанка. Само момент да видам. Кажа. Горана. Горана. Поздрав до Горана, на нейното дитело, супругата. 26 Горани во Македонија. Галава. Галаба. 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 Така е. Уф. Уште 6, така се. Б. Бран. Грозде, некој. Грозде. 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 Само 7, но доволно за да биде одговорот точен. Грозде точен одговор. Дубравка. Дубравка. Точен одговор. Добрица. Добрица. Добрица 700 во Македонија. Точен одговор. Повеќе од што очекував, искрен. Добрила. Добрилка. Добрила ја кажа. Кажи. Даринка. Ја кажа. Дарина. Данела. Кажи, ај. Данела. Данела. Ѓоко Никола. За жал, Данела, иако е многу познато името, сите го знаеме, го слушаме, Данели нема доволно за да бидат заведени во државниот завод. Само една. Некој некаде се зезаше, вика една, многу и таа, ама нема веќе ќе се успе. За жал, Данела нема во Државен завод за статистика. Леле, ги кажавме 33 точни имиња. Имам уште 10 у глава. Верувам, зошто не ги кажавме некој од тие 10? Сега ми текна. Ао, многу ми е жал. Ѓоко и Никола, супер бевте и се насмеавме малце. Ама, тоа е тоа. За жал, не можам да ви го признам нели како точен одговорот и поеното дека вашите противнички. Тоа супер бевте. По продолжение само храбро сте биле во ситуација, вакви знаете што и како се движат работите. Весна и Валентина. Честитки за првиот освоен поен. Си ги фативте на кондиција како што треба, сепак вашата стратегија жена која ќе ете, жена ги зезна. И плюс па и Данела. Да, и плюс. Тоа вика, ви тука и таму, од сите страни. Па и дома кога ќе отидат истото ги чека. Тоа е тоа. Види како се насмеа. Знаат. Валентина и Весна, честитки за првиот освоен поен, но внимателно во продолжение. Знаете дека ништо не е готово, имам уште една лицитација за играње. Пред да продолжиме понатаму со следната лицитација, да прочитам дел од оние имиња кои што не ги кажа нашите надпреварувачи. Ќе имам проблем сега да ги издвојам затоа што доста кажа реално Ганка, Георгина, Глорија, потоа Голуба, Голубка, Горица, Грација, Грета, Далија,
Дана, Дарија, поздрав до Дарија, мојата другарка, Даринка, Дарија, Дафина, Даца, Дервиша, Дина, Доротеја, Дуда, Дукадинка, Дуња и така натаму. А сега, драги гледачи, како што реков, време е за втората лицитација, односно второто надавање. Ова надавање ќе одлучи дали Весна и Валентина ќе застанат веднаш тука на големата сцена и ќе бидат соочени со денешната тема од нашата листа, или пак Ѓоко и Никола ќе одат низ изедначување на резултатот и потоа на целосен пресврт на пенали. Затоа да не должам повеќе, темата за втората лицитација гласи: актерки, добитнички на Оскар за главна или споредна женска улога. Извор: сајтот на Американската филмска академија. Ги бараме најмалку презимињата на актерките кои добиле барем еден Оскар, без обзир дали е за главна или споредна женска улога. Доколку го кажете и името, мора да бидат двете точни. Дали не е јасна тема? Јасно. Јасно е. Весна и Валентина, дали не е јасно се? Јасно. Одлично. Знаете, драги гледачи, дека при втората лицитација први со надавање започнуваат оние кои што се во резултатска негатива. Во таква улога моментално се наоѓаат Ѓоко и Никола. Ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на противничките, на предизвикувачките. Ѓоко и Никола, која ќе имате понуда, споделете со нас. 5. 5. Започнуваме со 5. 7. 7. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 12. Како? 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. Нека одговараат. Да одговара? Да. Не ни дат филмови. Ајде, Ѓоко и Никола. Може и оваа стварно звучи наемна, нели, лесна темата, ама може да исто како со освојувањето, како беше, со неосвојувачи на медали. На медали, да. Тема, да. Ајде да видиме. Весна и Валентина, сега можам слободно да ве прачам како стоите со актерки, со како ни е темава. Ќе се обидеме. Гледаме филмови, сакаме филмови. Молам? Дали гледате филмови, викам? Да, Да, да. омилен жанр некој? Има? Акција. Акција, браво. Не очекував, живи се. Акција. Се договараме, ако освоите, правиме една вечера, филмска вечер и гледаме Рамбо. Готово. I'll be back, Терминатор га е така. Да не ве фокусирам, ајде прво да одговориме како што треба, дали нова тема, како што рекоме, темата е актерки добитнички на Оскар за главна или споредна женска улога. Имаме тука 16 празни полиња кои што треба да ги испишеме со точни одговори за да го освоиме поенот. Кога ќе бидете подготвени, започнете. Елизабет Тейлор. Елизабет Тейлор. Така е. Софија Лорен. Софија Лорен. Точно. Ема Стоун. Ема Стоун. Така е. Дженифер Лоренс. Дженифер Лоренс. Така е. Кейт Винслет. Кейт Винслет. Кейт Винслет беше во Титаник. Да, Титаник. Така е. Сега Кейт Бланшет, Елизабет. Кейт Бланшет. Кейт Бланшет. Да, за кралицата Елизабет. Така да. За Елизабета. Кейт Бланшет, така е. Да. Точен одговор. Джесика Честейн. Джесика Честейн. Честейн. Да. Да, Джесика Честейн, така Да. е. Никол Кидман. Само момент да видам. Не, така. Добро. Никол Кидман. Никол Кидман. Никол Кидман, 8 точен одговор. Да. Хали Бери. Хали Бери. Така е. Хилари Свонг. Хилари Свонг.
Или свинг, зависи свинг, читањето. Се разбираме. Хилари свинг за $1,000,000 биби. Девојка од $1,000,000. Така е, точен одговор. Дали Сузан Сарандон? Сузан Сарандон. Сега ќе провериме. Не, дали ја кажав, не знам. Не. Не? Не Сузан кажам, Сарандон? не. Да. Сузан Сарандон, 11 Да. точен одговор. Гвинет Полтроу? Гвинет Полтроу. Така е. Така. Натали Портман? Натали Портман. Така е, 13 точен, уште 3. Натали Портман. Дженифер Анистон? Дженифер Анистон. Чекај да видиме сега Дженифер Анистон дали има. Дженифер Анистон. Според ова јас тука што наоѓам сега, не била до сега номинирана ниедна за Оскар. Иако имала доста сериозни улоги како улогата во The Good Girl или Добрата девојка и Кейк, но како и да е, добила Златен глобус, но нема Оскар. Леле, баш ми е жал. Ево уште еднаш да проверам, нема. 2002 Еми има освоено. Нема. Жал ми е Весна и Валентина. Леле како убаво ги почапе. Зашто не изиграме со некои имиња како Барбара Стрейсенд? Зашто потоа имавме тука Софија Лорен, кажавме Феј Данаве, исто така Хелен Мирен, како се викаше Ширли Маклейн, Мерил Стрип. Ги имавме доста звучни имиња. Добро, мислам, мислев дека така и да се ова е... увртело во глава, да. Познат актерка, ја гледаме често. Да. Тоа е што е. Ништо, пенали, ќе играме пенали. На моје огромно задоволство да видиме кој ќе биде поуспешен. Не се нервирајте, не се разочарувајте. Сега ќе прочитам уште еден дел од оние актерки добитнички на Оскар за главна или споредна женска улога, но прво Ѓорго Никола, честитки за освоениот поен. Се извлековте. Буквално не е сериозно. Јаликов готово. Весмачка сега готово почнав да мислиме за и среќата ми се насмевна. Што значи, нели, до самиот крај не сме да се откажуваме и надежта не сме да не напушта. Леле, марчот кој и самиот се изненадив од мисливот кај ми дојде. Пред да се префрлиме на пеналите, да ги прочитам дел од оние актерки добитнички на Оскар за главна или споредна женска улога. Тука ги имаме Ана Мањани, Барбара Стрейсен, Бет Девис, Вивиан Ли, Грейс Кели, кажавме Дајан Китон, Ема Томсон, Ингрид Бергман, Кетрин Хепберн, Лајза Минели, Никол Кидман, кажавме Одри Хепберн, кажавме Сали Филд, Сиси Спейсек, Сандра Булок, Сузан Хейворд, Симон Синьорец, Феј Данаве, потоа Хелен Мирен, Джесика Ланг, Джейн Фонда, Дженет Гейнор, станува збор за првата добитничка на Оскар. Потоа Джоди Фостер, Джинджер Роджерс, Шер и така натаму. А сега, драги гледачи, на моје огромно задоволство, пеналите ќе одлучат кој од овие два надпреварувачки пара ќе ми се придружи тука на главната сцена и ќе има шанса да освои убава парична награда, затоа да не должам повеќе. Темата за денешните пенали гласи: женски насловни ликови од опери. Бараме имиња на женски ликови кои се содржа во насловот на било која опера на било кој композитор од целиот свет. Ќе дадам одма едно објаснување и да речеме Травијата би бил погрешен одговор затоа што Травијата не е лик во операта Травијата. Затоа да не направиме некоја грешка. Ѓорги Никола, дали не е јасна темата? Да. Да.
Весна и Валентина, дали не е јасна темата? Одлично! Може така? Супер. А сега, да започнеме со пеналите. Она што е интересно на пенали, драги гледачи, е тоа што одговараме на поредно едните па другите, се додека некој не погреши. Кабините се вклучени во текот на целиот процес, што значи нашите надпреварувачи треба да бидат повнимателни како ги споделуваат меѓусебно одговорите. Први започнуваат со одговарање тековните предизвикувачи, односно Весна и Валентина. Весна и Валентина, кога ќе имате одговор, повелете. Кармен. Кармен Електра? Мене... Не знам, мене таа ми се мота во глава. Никола не се паѓа за глава, добро знаеш кој е Кармен Електра? Повели. Ајде, мислете, сигурно знаете. Нека... На опера сме били. Вчера бев на опера. Кој женатите пееше дома? Селскиот дербер. Ја така се зезна. Валкири. Како извини? Танцот на валкирите, Валкири. Валкири. Чекај. Шо е тоа? Па валја име некој. Абе, цели шо добро. Па не знам, не утикнав. Да, нема, браче. Одма ги ти кажам, Никола, нема. Одговорот е погрешен. Па и тука завршувам. Ајде, како ме подеба, леле. Ова, ја па се замислев, имаме уште за одговарање. Леле, Ѓоко и Никола. Ама чекај, зашто не ти текнали на Аида, да рече? Ја само кажам. Да. Да сте живи и здрави, нема веќе. Супер, бе. Ѓоко и Никола. Одамна не сум се забавал вака со некој надпреварувач, супер бевте. Искрено ми се допадна што за 2 учества земавме 600 евра. Но денеска глед, може би некој ќе каже не е фер се со женски нели Не бре, Аида. ликови имени така, но да каже еј не ми текна сега ќе виш. Но сепак и денот е таков, рековме дека ќе бидат и темите така поставени. Супер надпреварувачи. Сепак и сумата што земавте е одлична. Да. А и вратите во листа за 300 ви се повторно отворени кога и да сакате да дојдете. Сега ќе ве оставам да се договорите кој е крив за што. А ја да им честитам на Весна и Валентина за победата денеска. Колку уште опери знаев тај се? 3. Леле, ова ќе беше тнка работава. Но ете се насмеа среќата на ваша страна, во ваша полза и тоа е тоа. Супер. Весна и Валентина, честитки за победата. Сега ќе ве повикам и да ми се придружите тука на главната сцена, но пред да го сторам истото да ги прочитам оние женски насловни ликови од опери. Имаме Аида, Електра, Ифигенија, Јованка Орлеанка, Кармен, Леди Макбет, Луиза Милер, Лучија од Ламермур, се извинувам, Мадам Батерфлај, Манон Леско, Норма Салома, Семирамида, Тоска, Турандот, Джоконда, потоа ги имаме и Беатричи Бенедикт, Орфеј и Евридика, Порги без Ромео, Јулија, Руслан и Људмила, Самсон и Далила, Тристан и Изолда и така натаму. А сега, драги гледачи, е време да ги повикам Весна и Валентина тука на главната сцена и да видиме дали ќе освојат и доколку освојат колкава парична награда. Затоа, останете со нас, се враќаме веднаш по пузата. Весна и Валентина ми се придружија тука на главната сцена и ќе ги сочиме сега со темата од нашата листа. Дами, добре дојдовте. Денот е таков и ресурите, бравос. На огромно задоволство, баш како што треба. Имам тема тука, секако ќе ви ја кажам сега за кратко, но првично мора да се подсетиме како стојат работите со нашата листа, но сам да ве прашам минатиот циклус, така бевте вие во листа за 300, тоа што освоивме парична награда некоја? Да, освоивме 100 евра. Да, опа, денес ќе имаме шанса за повеќе. Супер, ајде, ќе видиме. Мислам дека темата ќе ви... Да го разубавиме празникот. Да го разубавиме празникот, така е, точно така. Еве нашата листа составена од 15 празни полиња, која што нели ако ги исполниме со точни одговори ќе освоиме максималната сума. Во меѓувреме за 3 точни одговори вас ви следуваат 50 евра, за 600 евра, кои што ја знаете сумата. За 950, за 12, 200 и за 15 точни одговори си заминувате со 300 евра од нашето студио. А сега да не ве држам повеќе, знам дека сакате да слушнете темата и што побрзо да завршиме со оваа работа да ги земеме парите. Па да ви ја кажам, слушајте добри вие, драги гледачи, денеска го тестираме нашето знаење на тема жени писатели од цел свет. Бараме најмалку презиме на жени писатели од целиот свет, вклучувајќи ги писателките од балканските простори и Македонија, без оглед дали пишувале проза или поезија. Кога ќе бидете подготвени? Супер. Леле. Николова?
пак без пари останавте. Супер, супер слушав, супер. И се фати подма за джеб, ме фати паника парите се да ги спремам. Оливера Николова. Дали Елима Казлиева спаѓа? Нема да. Оливера Николова. Ивана Балич Мажуранич. И Миријам. Така стои како Миријам. Се дали е Миријана? Миријам. Ти сакам. Сакаш да одиме 3 или... Ајде. Ти 3, ти другите 3. Десака Максимович. Полека. Полека, Десака Максимович. Едната. Потоа е... Од кај нас суштилна. Ова туши близнаци што ви напиша. Извинете, само да прашам. Нема врска колку изданија има издадени? Нема, ево уште еднаш ќе ти го прочитам. Значи, да бараме најмалку презиме на жени писатели од цел свет, уклучувајќи ги писателките од балканските простори и Македонија без разлика дали пишувале проза или поезија, да. Добра. Ај првите 3. Да, почнете од некаде, да. Да. Ајде, шо реков? Оливера Николова. Оливера Николова. Оливера Николова. Да. Оливера Никола, позната како авторката нели на Зоки Поки, легендарната книга Зоки Поки. Ако не се лажам, она почина сега скоро. Катица Ќулавкова. Почина сега скоро, ако не се така, да. Сега скоро. Како реков? Катица Ќулавкова. Ќулавкова, така. Катица Ќулавкова. Катица Ќулавкова, се извинувам, уште една наша писателка и втор точен одговор. Десанка Максимович. И Десанка Максимович. Трет точен одговор и 50 евра се ваши, дами. Сега што правиме за понатаму? Сега да се договориме. Нема проблем. Да, идеме тие? Да. Ајде, првата. Ајде. Да. Луиза Хеј. Луиза Хеј. Така е, точен одговор. Ивана Брлич Мажуранич. Ивана Брлич Мажуранич. Ивана Брлич Мажуранич. Да. Така е. Добро. И сега во литературата Миријам. Миријам, да. Да. Така е. Миријам или Милица Јаковљевиќ. Така. Така, позната како Миријам. Шести точен одговор. Чим прочитав информациите од тука кај што се точните одговори, значи шести точен одговор и 100 евра се моментално ваши. Мотивацијски говорник, што е? Ама Алимбич. Имате и писателки на детективски романи, на така да сам да кажам. Агата Кристи, Бачич Алимпич. Да, и сега дај уште еден. Ајде полека. Полека? Леле, Полека. сега читав книгата ми текно ми се блокира. На љубовни романи. Сам американка. Ајде мисли, значи имаме Бачич Алимпич едното, рековме. Да, Агата Кристи. Агата Кристи. Да, и уште едно. И уште едно ни треба. Ајде полека. Полека од македонскиве Елима Казлиева. Не. Е автор на книги. Да? Имаше промоција сега, ако дали е. Ако се води
Ако има издадено. Па има. Има. Никакам И зошто ја не? имам издадено. Да. Опа, па кажи се самата да те провериме таман. Да видиме. Па не, стварно. Што правиме? Ајде. Одиме? Па, се. Агата Кристи? Агата Кристи. Така е. Што беше второто? Бачи Чалимпич е сега и Добро. името. Бачич. Водителка, па сега писателка е и мотивацијски говорник. Така. Така е. Така, Точен одговор. И така и Ели Маказлиева сме биле на промоција на книги. Или Маказлиева. Ели Маказлиева. За деца. И Ели Маказлиева, 9 точен одговор за 150 евра. И одите на уште промоција. Доста е? Само толку, ја па мисле поише ќе сега. Нема џабе сега. Не блокирам кога ќе се блокира мозокот, да. Да. Сега се надевам дека кога ќе прочитам дел од имињава дека ќе ми се врати, се нели се покаеме, така. ама- Па не, да се покаете, што сепак земавме 150 евра. Да. Ама Повеќе од моментот- минатиот пат. Да. На моје огромно задоволство ќе се дружиме во следното издание на листа за 300. Благодариме. Ќе имате шанса повторно да освоите парична награда. Благодариме. Весни Валентина. Други жени писателки од цел свет ги издвоено тука Астрид Линдгрен, Ведрана Рудан, Вирджинија Вулф, постоа Гертруда Штайн, Грација Деледа, Дорис Лесинг, Емили Бронте, Емили Дикинсон, Исидора Бјелица, Исидора Секулич, Маргарет Атвуд, Марија Јурич Загорка, потоа Силвија Плат, J.K. Роулинг, она беше на Хари Потер, ако не се лажам, авторката, Джейн Остин, Шарлота Бронте, пота тука од наши писателки Вера Бужаровска, Ката Мисиркова Руменова, потоа Кица Колбе, Румена Бужаровска, Светлана Христова Јоцик и така натаму, но супер Сега се знаеме. Да, знам. Абе листом ми мене со читање тука, нели паметам да се правува, тоа е. Тоа е што е? Женски, честито уште една среќен празник, не можеше подобро да го прославиме празникот вака. Супер, и со теми поврзани исто така со успешни дами жени, па потоа и со убава сума на пари да може таман да се прослави празникот. Во кафана. се. Со ова, драги гледачи, го завршуваме денешното издание на нашиот листа за 300. Секако продолжение останете со програмата на телевизија Сител, останете ми во добро здравје и секако чекајте го следното издание на нашиот квиз. До тогаш не заборавајте. Ве сака Марко, ве сака телевизија Сител. Чао.